Дипломирав на Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет во Скопје, далечната 1986 и веќе 35 години се занимавам со сеизмологија. Ја истражувам внатрешноста на земјата и причините зошто се случуваат земјотресите. Вели професор доктор Драгана Черних, раководител на сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Повеќе бев насочена кон техничките науки и желбата за истражување практично ме донесе овде. Може би еден момент кој што беше одлучувачки зошто би се занимавала со сеизмологија, тоа беше земјотресот во Мексико. И тогаш го посетив Институтот за земјотресно инженерство и така беше за мене како студент од втора и трета година факултет беше многу интересно. Инструментите на сеизмолошката обсерваторија работат постојано, значи 24 часа на 7 дена во неделата. Првото нешто кое што всушност не од доаѓањето на работа, него од првото разбудување веднаш се проверува дали ноќта имало некој земјотрес. Потоа, значи, со пристигнувањето на работното место се првично е анализа на земјотресите од изминатито деноноќие. И ако има по земјотрес кој што е почувствуван на територијата на Македонија, тој се обработува и веднаш се информира јавноста. Во компјутерската лабораторија на сеизмолошката обсерваторија, каде што се прибираат податоците кои што пристигнуваат во реално време од 20 на станици, како од територијата на Македонија, така и од околните подрачја. На првиот дел од екранот гледате како пристигнуваат податоците од овие станици и во случај на земјотрес веднаш може да видиме дека се случил земјотрес. Овие податоци се во реално време. Значи, од кога се од сеизмолошките станици до снењето на овие податоци е отприлика околу 1 до 2 секунди додека пристигнат преку интернет во реално време, додека пристигнат во обсерваторијата, додека на овој дел од екранот е друг софтвер каде што се прави анализа на регистрираните земјотреси. Анализата вклучува одредување на настапното време на одредени фази, со кое што се овозможува лоцирање на земјотресот, односно одредување на неговата точна локација на површината на земјата и неговата длабочина. И одредување на магнитудата на земјотресот, тоа е јачината на земјотресот, која што, како што знаете, се одредува според Рихтеровата скала. Може ли да се предвидуваат земјотресите? И какво е тлото на Македонија? Територијата на Македонија целата е тектонско активно подрачје, меѓутоа има подрачја кои што се малку по сеизмички активни од некое друго подрачје, да кажеме источниот дел на Македонија во Пехчево е 1904 година најсилниот земјотрес на Балканот. Пехчево Кресна кој што се води со магнитуда од 7,8 според Рихтеровата скала и со интензитет од 10 степени тогаш според Меркалиевата скала. Дали може да се предвидат земјотресите? Тоа многу пати сме кажале, секако дека не може да се предвидат земјотресите. Единствено што науката може да каже, тоа е дека во одредено подрачје постои одредена веројатност да се случи земјотрес со одредена јачина за одреден временски период. Пример, за Скопското епицентрално подрачје, за да се случи земјотрес со магнитуда повеќе од меѓу 6,5, како што беше Скопскиот земјотрес 63 година, периодот на повторување е 500 години. И сега, ако зборуваме за земјотрес со помала магнитуда од 4-5, тоа е веќе, да кажеме, од период од 100 години, 50 години. Значи, колку се намалува магнитудата, толку е временскиот период за да се случи таков земјотрес во, пример, рековме, Скопското епицентрално подрачје. Трите најсилни земјотреси во Скопското епицентрално подрачје, 555, 1555 и 963, значи меѓу првиот и вториот, за кој што имаме податоци, тоа е 1000 години. Меѓутоа
Едниот се случил на почетокот на првите 500 години, вториот се случил на крајот на вторите 500 години, така да периодот е сепак 500 години, период на повторување на таков земјотрес. Како сме го одредиле тоа? Значи, од податоците кои што ги има Сеизмолошката обсерваторија, тоа е податоци за временски период од 2000 години до 1900 година, тоа се сметаат за историски податоци, а после 1900 година тоа се новите податоци кои што се голем дел богомном инструментални, а од 1957 година значи имаме автохтони записи, да кажем, од основањето на Сеизмолошката станица Скопје во 57 и 66-67 од станиците во Охрид и во Ландово. Значи имаме од тогаш сеизмолошка мрежа која што континуирано ја следи сеизмичката активност од територијата на Македонија и околните подрачја и пошироко се разбира ако е земјотресот доволно силен. Како пример еве да кажеме од колку далеку може највеќе да регистрира обсерваторијата. Пример да беше овој земјотрес што се случи во Лерин, сега, минатиот месец, што се случи во Битола, да се случеше во Австралија, нашите инструменти во Скопје ќе го регистрираа. За да бидете сеизмолог, мора да завршите факултет за физика и геофизика, а потоа мора да следат и магистерски и докторски студии. Сеизмолошката обсерваторија во моментот работи со тројца сеизмолози. Покрај Драгана Черних тука се и доцент доктор Катерина Дрогрешка, доцент доктор Јасмина Најдовска. Но потребата од кадар е евидентна. Младите физичари кои што се вработија овдека за изминатиот период веќе се обучени и почнаа да работат на своите постдипломски студии, што не би било добро да ги загубиме, би требало тие да останат во обсерваторијата и да ја продолжат работата и традицијата на она што го работи обсерваторијата. Откако постои Сеизмолошката обсерваторија во Скопје 1957 година, започнува со работа на 1 јули и инструментите кои што тогаш започнуваат со работа се чуваат до ден денес и се во функција. За не дај Боже велат, ако застане се, тие машини ќе работат. Првите механички сеизмографии, значи 57 година тоа се манјка, 66-67 почнуваат да работат инструментите од втората генерација. Тоа се електромагнетни со галванометриска регистрација и од 92 година фактички ги имаме првите дигитални инструменти односно сеизмометри со дигитална регистрација, односно дигитален запишувач, кој што потоа, значи тој запис се анализира на компјутер, додека од првата и втората генерација, особено втората генерација со галванометриска регистрација, регистрацијата беше на фотографска хартија. Тоа изискуваше да хартијата лентата се менува еднаш во 24 часа, али фотографска хартија таа треба да се развие, и за потоа да можат да се мерат земјотресите, што бараше известно време од кога ќе се случи земјотресот, додека се подготват лентите за да се одредат фазите, да се анализира земјотресот и да се одреди локацијата, за разлика од сега, каде што тоа веќе за неколку минути е возможно. Од Сеизмолошката обсерваторија во Скопје не испратија со фактот дека територијата на Македонија е трусно подрачје. Земјотреси имало и ќе има. Но она што е најважно, во случај на земјотрес, треба граѓаните да се обидат да останат смирени и внимателно да го напуштат објектот, но и да се оддалечат од него.